Во денешното излегување на терен направивме една демонстрација на еден од многуте начини или методи на садење на садници, а тоа е метод на садење во рачно ископани дупки. При садење со тој метод треба да се почитуваат одредени правила, најмногу имајќи во предвид развиеноста на садницата. Во случајот држам садница од багрем, која што веќе завршила со својата вегетација и ливчињата се паднати, и ископаната дупка треба да биде усогласена со големината на кореновиот систем. Бидејќи при вадењето од расадник, корените од садницата се оголени и во различна мера се исечени, што е нормално последица на рачно вадење на садниците, сепак багремот се одликува со релативно разгранет и моќен коренов систем и техниката на садење или метод на садење во дупка најдобро одговара за таква релативно развиена листопадна садница. Дупката се копа со длабочина барем 30 на сантиметри, а во пречник би биле доволни можеби 25 сантиметри, за да може што поправилно да се распоредат корените во ископаната дупка. Значи, помала дупка, потесна дупка, поплитка дупка никако не треба да се прифати. За време на копање на дупката, во зависност од влажноста на почвата, треба да се внимава да се разбијат сите грудки, значи да се уситнат со рака или со алат, бидејќи ако останат воздушни празнини или ако садницата ја засипуваме со земја со крупни грудки или со камења, ќе останат воздушни џепови или воздушни празнини во кои ќе се сушат корените. Затоа е од огромна важност да земјата биде убаво уситнета. Кога ќе оцениме дека длабочината на дупката е соодветна на развиеноста на кореновиот систем, така да длабочината на засадувањето биде точно до местото каде што садницата растела во расадник, значи до така наречена зона на кореновиот врат. И откако ќе утврдиме дека значи, дупката е подготвена за садење, земјата е извадена, садницата се поставува во дупката, убаво се центрира и постепено со рака се враќа земјата во дупката. Меѓутоа, враќањето на земјата треба да се прави постепено и внимателно, за да не се наруши природната конфигурација на корените, значи тие да бидат убаво радијално зракасто распоредени во дупката и во исто време, во неколку наврати, барем 2-3 пати, убаво се натиснува или силно со рака или со нога се натиснува земјата околу садниците, околу корените на садниците. Затоа е од огромна важност да земјата биде убаво уситнета и добро нагазена. Откако со 2 или 3 наврати ќе се нагази убаво земјата, останатата земја се распределува околу дупката во форма на една како издигната чинија, која што дополнително ќе помогне дождовните води да се задржат повеќе, да се акумулираат во ископаната дупка за потребите на садницата. Шумарскиот факултет пројавува задоволство што компанијата ДМ се обрати да стручно им помогнеме околу организација на пошумување, односно акција наречена "Пошумуваме заедно за позелено утре". Ова го препознаваме како еден сериозен чекор, една сериозна желба и ние како сериозен партнер сакаме најдобро што можеме да помогнеме во успешно организирање и изведување на овој проект или оваа акција.